Добар ден, ученици! Добре дојдовте во Е-училница на часов по математика за 4-то одделение. Јас сум Сузана Трендафилова, одделенски наставник во Општинско основно училиште 11 октомври Скопје. Наставна содржина дробки. Целите за денешниот час се следните. Треба да ја читате и запишувате прикажаната дробка. Треба да наоѓате половини, четвртини, третини, петини, осмини и десетини на форми и природни броеви. Треба да ги поврзувате дробките со делење. За денешниот ден ви се потребни следниве средства и помагала: тетрадка, учебник, слика и прибор за пишување. Сега сакам ученици да се чувствувате пријатно на овој час. А сега да се подсетиме што имате научено од претходните часови за дробки. Насекаде околу нас постојано гледаме предмети кои се цели. Например, чоколадо, бисквита, пица, јаболко. Или пак различни форми: квадрат, правоаголник, круг, триаголник. Некогаш се случува да имаме потреба нешто да поделиме со некого на еднакви делови. Например, да ја поделиме пицата или тортата за роден. Делото, ученици, можеме да го поделиме на 2, 3, 4, 5, 6 и повеќе еднакви делови. Кога нешто цело го делиме на еднакви делови, тогаш сушно станува збор за дробки. Значи, можеме да заклучиме: дробка е количник на два природни броја. Дробките ги искажуваме со помош на два броја, кои при запишувањето ги разделуваме со една хоризонтална црта. Представена ни е дробката 3/4. Елементи на дробката се броител, именител и дробна црта. Представената дробка 3/4. Бројот 4 е именител. Именителот покажува на колку еднакви делови е поделено целото. Бројот 3, тоа е броителот. Тој ни покажува, ученици, колку делови од целото се обоени, односно земени. На сликата имаме представено пица, чоколада, јаболко, торта. Тоа е цело. Ако сакаме целото да го поделиме и кога целото ќе го поделиме на два еднакви дела, добиваме половина дробка. Ајде сега, ова можете да го запишете и во вашите тетрадки. Една половина. Или од сликата забележуваме: половина јаболко плюс половина јаболко е еднакво на едно цело. Следува исто така што можете да го запишете и во вашите тетрадки како збир: една половина плюс една половина е еднакво на две половини, или тоа е еднакво на еден. Кога целото ќе го поделиме на 4 еднакви дела, добиваме четвртина дробка. И тоа можете сега да го запишете во вашите тетрадки: една четвртина. Или како збир: една четвртина плюс една четвртина плюс една четвртина плюс една четвртина е еднакво на 4 четвртини. Или е еднакво на 1. Сега следи задача 1. Јас ќе ја прочитам, а вие внимателно слушајте. Колку квадратчиња треба да обоеш за да ја добиеш дробката една половина? Може и помош. Замислете дека лентата представува еден ред од чоколадо, а ти треба да го поделиш подеднакво со твоето другарче.
Повелете, поделете. Точниот одговор е 3. 3 квадратчиња за тебе, 3 квадратчиња за твоето другарче. Втора задача. Внимателно слушајте. Колку квадратчиња треба да обоиш за да ја добиеш дробката 2/4? Размислете. Точниот одговор е 2. Сега следи самостојна активност. Паузирајте го видеото. Потоа, обидете се да ја решите задача 1 на страна 23 од учебникот. Од кога ќе ја решите задачата? Продолжете со гледање на видеото, бидејќи во продолжение следува нешто ново. Дробки со збир 1. Ако нацртаме една лента, тоа можете вие и во вашите тетрадки да го сработите и да ја поделиме на 5 еднакви делови. А потоа, сите 5 делови ги обоиме. Тогаш тоа математички со дробка би го представиле како 5 петини. Ајде да повториме уште еднаш. 5 петини. Според тоа, доаѓаме до заклучок дека 5 петини е еднакво на 1 цело. Следејќи го претходниот пример, ќе дојдеме до уште еден заклучок, а тоа е дека кога броителот и именителот се представени со ист број, секогаш станува збор за 1 цело. Па така, од следниот пример можете да видите дека 2 половини е еднакво на 1, 3 третини е еднакво на 1, 4 четвртини е еднакво на 1, 5 петини е еднакво на 1, 6 шестини е еднакво на 1. Продолжувам понатаму. 7 седмини е еднакво на 1, 8 осмини е еднакво на 1, 9 деветини е еднакво на 1, 10 десетини е еднакво на 1. Секогаш се добива 1, бидејќи дробната црта е всушност знак за делење. Дробка со ист именител секогаш формира 1 цело. Овие дробки се викаат привидни дробки. Следи сега уште една самостојна активност. Повторно паузирајте го видеото, ученици. Обидете се да ја решите задача 2 на страна 23 од учебникот, следејќи ги дадените примери. 1 половина плюс 1 половина е еднакво на 2 половини. 2 поделено со 2 е еднакво на 1. 3 четвртини плюс 1 четвртина е еднакво на 4 четвртини. 4 поделено со 4 е еднакво на 1. 2 третини плюс 1 третина е еднакво на 3 третини. 3 поделено со 3 е еднакво на 1. Откако ќе ги решиш задачите, продолжи со следење на видеото. Те очекува предизвик. Обиди се сега да ја решиш сам задачата од учебникот. Задача број 3. Откако ќе ги решиш сите зададени задачи, ќе му ги испратиш на твојот наставник за да ги провери. И посакувам успех. Сега, од овој час, што треба да запомниш? Дека дробка е количник на 2 природни броја. Можеме да ги поделиме формите, предметите и истите да ги представиме со дробки. Дробките ги запишуваме како 3 четвртини, 1 половина, 7 десетини. И уште ова, многу важно и битно е да се запамти, ученици. Именителот покажува на колку еднакви делови е поделено целото. Броителот
кажува колку делови од селото се обоени, односно земени. Кога броителот и именителот се представени со иста цифра, секогаш станува збор за едно село. Ви благодарам на вниманието, довидување ученици.